плаќат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Читаме од оваа книга Времето на скрбизмот, која е издадена 1998 и само ја појаснува, ја потврдува таа постојана, наменска, смислена, лукава пранга која е фрлена врз македонската култура. Значи, од периодот 1988 до 1998, што се случуваше со театарот Скрб и утеха. Ништо поминуваше за да обстане да создава култура и театар, тогаш излегувајќи од соцреализмот и движејќи се кон демократијата, за смешката и плачката. Таткото на еден актер кој играше неколку пати во Скрб и утеха, исто така актер, ни раскажува како придонел за гостувањето на еден реномиран наш театар во Каракас, Венецуела. По враќањето од таму, директорот на театарот напишал извештај за споменатиот настан за презентација на нашата култура во таа далечна земја. И сето тоа е афирмативно и добро, ама извештај напишал и амбасадорот на СФРЈ во таа земја Македонија. Македонија тогаш беше во Социјалистичка Федеративна Република Југославија како република. Дека настапот минал незабележано, несоодветно и со малку публика. А директорот напишал се убаво. И тие две крајности или спротивставености се основа на комедијата. Она што го прикажуваме како што си го замислуваме и она што на вистина е. Или амбасадорот го мрази театарот, или директорот мислел дека се е театар, с краја. На земјата е се театар. Се гледа што работиш. Директорот потоа почна на стари години да објавува книги. Земјата која ја представуваше амбасадорот се распадна. Ако го земеме случајот со театарскиот извештај како пример, како да ги читаме книгите на театарскиот директор? Како смешка или како плачка? Нели актерите се деца? Не можам да се сложам дека баш се е театар. Тогаш зошто постои така издвоен на сцената? Трае испитот на Федел. Верували или не, 50 страна. 9 студенти зборуваат на албански, 3 на турски, 2 на македонски јазик. Во комисијата се 3 професори. Има и публика и по некој асистент. 3 од комисијата не разбираат турски. 2 од нив не разбираат ниту албански. Не стигнале да научат. Виновни се мислејќи дека се работи за македонскиот театар. За македонска култура. Едниот, како што рече, разбира 75% албански, им прераскажува од виденото на останатите. 25% добива од добрата глума. Каков испит, каква комисија, имам впечаток дека нешто не е во ред. Комисијата не го разбира јазикот на 12 студенти од вкупно 15. Каква е таа комисија, каков е тој испит, какви се тие студенти, каков е тој факултет. Видете, тоа е оној процес кој се работеше во Република Македонија. Политичка состојба врз македонскиот образовен процес, или како малиот петоимениот Ѓорѓија си го замислува факултетот за граѓански умесности. Остатокот е скрбизам без утехата. Ова е од 88 до 98 година. И ние денес имаме луѓе доаѓаат на факултет, не знаат македонски. И прашувам зошто, па рече тој што ни предава професоре не разбира македонски. И ние го имаме тој момент. Македонија се прави разградување, знаете. Додека, например, македонците во Албанија пишуваат на албански, во Грција на грчки, во Бугарија на бугарски. Кај нас секој си пишува на својот јазик, но не сакаат и денеска не го признаваат македонскиот јазик. Приказната за шкорчињата и испуканата црвеница 50 страна. Се преслековме во селската црква. Внатре забележувам остатоци од изгорените шкорчиња,
кои селаните ги палеле наместо свеќи. Пустец македонците во мала преспа Албанија. Езерото дише со топлината, пред селската црква на испуканата црвеница се отвора представата. На местото на настанот се втури целото село. Возбуда во нивните очи. ЮНЕСКО доаѓа во ова заборавено место преку играта на актерите. Имаше дилема кај поединци да се игра или не, но се додржавме во кодексот. Штамата во селскиот двор, возбудата на учесниците на тој отворен театарски чин и неповторлива избедба на келавата П, пејачка на ЮНЕСКО, по дворот на селската црква е паметење кое не се брише. Пред поаѓање еден академик ми рече дека таму тие луѓе, мислеше на Пустец, не можат да го разберат ЮНЕСКО. Напротив, мошне добро ја читаат представата, нивните коментари на случувањата во представата ни го докажуваат тоа. Како го подразбравме денот, ноќта, како го подразбираме денот, ноќта, животот, смртта, што разбираме од сето тоа, што е тоа разбирање, келавата П им даде едно сторение. Од таа случка тие гледачите или нешто ќе препознаат, или ќе доживеат, или ќе размислуваат за тоа, или ќе доживеат прочистување по Аристотел, по катарза, ако театарот има духовна сила. На испраќање по поканата да дојдеме пак им оставивме во спомен едно театарско сеќавање дека ете, во тоа подзаборавено македонско место им дојдоа нагости едни луѓе, актери, скомрахи и им даруваа театарско збиднување. Ја напуштаме селската црква. До вчера таа била како последица на комунизмот задружен дом. Нам ни беше појдовна точка кота за театарската верба. Со Господ напред скрбиме понатаму. 51 страна, времето на скрбизмот. Ние година дена преговаравме со Министерството за култура. Шекспировскиот актер ја одзад на историската македонска шахта. Текстот го составив со работен наслов "Не се работи за дожд" и не се работеше за дождот. На една од првите проби после еден монолог на Александар Ѓуровски, тројца од актерите, се уште студенти, ни се извинија и ја напуштија представата. Тој дојде лупна на масата. Рече, кој не е спремен да гине, да ја напушти представата. Потоа премногу политика има во сето ова. Ни рече една студентка. Рече, за Македонија, Македонија е политика. Потоа таа стана реплика од представата. Си замина и Шекспировиот актер кој ги одзатнува шахтите. Тој ја заврши мисијата со тоа што ги набрка оние со кои никогаш не ќе можевме да ја направиме представата. Ние, 7 дома така, разочаран кога звони телефонот, гласот на Страшко Милошевски беше како Божји глас. Му понудив да игра со нас, тој прифати. Владо Денчов ја донесе Елизабета Матич од македонската телевизија, потоа дојде Валентина Божиновска, Игор Трпчевски, исто така студент, замина 7 дена пред премиерата. Улогата ја земав јас, а мојата ја зема режисерот Владо Денчов. Имаше некоја состојба во сите тие сочиненија која не движеше напред. Господи Исусе Христе, минавме патека од себе си кон сопствената смисла да не биде, да не има, кои сме ние, прашање кое малкуми на актери имаа кураж да си го постават, играјки, кои сме ние. Текстови стари 2000 години, актуелни и денес, со она што се случуваше околу представата и сите нас, остварија топла, жестока комуникација, заедништво, како да речеме, со публиката. До денес сме одиграле 27 представи. Собрани се анкети кои кажуваат што е тоа театарската творба донесува на сцената. Собиравме анкети од гледачите. Еден ден, ако сака Господ, ќе ги објавиме. Изодивме трнлив и тежок пат до таа состојба. Голема верба и енергија, ние, кои сме ние, прашање кое секој од нас барем еднаш го обременува преку своето трајање, драги читатели, во однос на македонската култура, каде што се негира дека постојат македонците од некои шизофрени идентитети околу нас постмакедонски постоења, горе и долу, 500 страна.
За министрите за култура можам да ви прераскажам безброј случувања. За министерот и теглата ајвар, за министерот кога што моето писмо упатено до него го растажило, за министерот кој нема да режира додека му беше министер предходниот министер за култура, за заменикот министер кој се однесува како да е министер и како прв пат да слуша за нашиот театар и слично. Ете еднаш така изветреано задлабочен во фактот дека не го најдов одговорниот фактор за театарот во тоа исто министерство, а веќе година и пол не сме добиле средства за премиера, ја напуштам зградата на поранешната ЦК, Централен комитет, а сегашна на владата на Република Македонија. Вие со тоа себерот можете да си го напикате во душите платеници и сребролюбци. И кога од страната на кај паркот на влезот во подземните гаражи излегува од Мерцедесот министерот за култура. Го викнав по име. Се сврте, се насмеа, стојам јас од озгора, тој од оздола, нели како на влезот на владините гаражи. Таму горе на високото, како уште една театарска метафора, се испречил обичниот живот. Долу на прагот на гаражите министерот за култура некако ми се виде мал и обичен, како сите нас, како и сите ние, кои сме ние. Сакам да кажам дека театарот нема смисол ако не е кадарен, да се огледува себе си преку случувањата во секојдневниот живот, во кој тој самиот благ, во кој суштински е вграден, зашто ние зборуваме за духовен театар на животот и смртта, кога еден ден ќе застанеш пред Исуса Христа. Долу на прагот на гаражите министерот за култура, горе и долу, вечни категории на театарската борба за сценска независност и слобода. 53-та страна, дождот околу Пела. Ноќта удри гром во селската црква и отепа неколкумина. Велат направиле грев кон Бога. Ние истата вечер игравме во Битолската касарна. Сум ја забележал датата 29.8.1996. Манифестацијата беше млада Хераклеја. Истураше дожд и светкаше и пред да почне представата. Потоа сопре дождот малкунца за да дојде публиката и продолжи повторно да истура. На 28.5.97 игравме на протестна представа околу игрите на театарските игри во Прилеп. И тогаш лиеше дождот цела вечер. Грмеше, светкаше, удри гром, светна молња татнеше, печат со лик на лав, се роди Александар. Гласот на на Валентина Божиновска како Олимпијада, мајката на Александар Македонски, продира, влегува во срцата на публиката. Дожд, молњи, громови, татнеш, секогаш кога ќе се приближиме со представата ние до Хераклеја. Ништо не е случајно. Таму во тој древен храм ликовите од представата ние суштествувале пред околу 2000 лета, господови. Се работи за дожд, тоа впрочем и работниот наслов на представата ние. Но не се работи за дожд. Дождот околу Пела, македонското некогаш и сега, врзани во играта, во обредот на актерскиот тим на представата ние. Се работи за тоа дали на вистина се во ова време сме биле свесни кои сме ние. Врнеше дождот околу Пела во прегратките на древната убавица Хераклеја во раклето. 54-та страна, времето на скрбизмот. Ах, тој Гоголј. Представата во Борос, Шведска, ќе ја паметам целиот живот. Имаше некоја нитка во играта како тоа да ќе ни биде последното што го направивме во својот живот. Песната на Бети Матич која ти ја порева душата. Страшко Милошевски се парчосува на двајца. Не можеш да бидеш двајца, провикнува Валентина Божиновска. Рикнува на сцената. Владо Денчов езди по тенката линија на солзата. Дел сум од таа катарза, од таа света литургија. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, од таа вознесена фаланга. Гоце Ристевски снима со својата камера. Потоа ми рече дека сум сакал и кога не играм во сцените, да живеам со актерите. Додека трае представата, ни еден актер не ја напушташе сцената. Ете, затоа можам да ви прераскажам, односно смеам да се обидам да раскажувам. Заврши и таа игра. Ни падна грудка од душата.
солзи на малобројната публика. Една фамилија минала 200 километри за да види представата. Им јавиле од Гетеборг дека вреди да се гледа. Ви приложувам дел од настаните кој ги возбуди таа представа ние. Иако еден напиша за неа критика на невидено. Иако друг напиша критика за само 15 минути после премиерата и ја пушти на радио Брановите. Иако не ја гледаа селекторите на еден фестивал, иако истата беше пријавина и има уште дузина, иако сето тоа е банална противтежа на некаква малограѓанска културна функционалност, се разбира во името на граѓанскиот народ, цензура врз македонската култура, која денеска во 2022 го доживува својот врв. Македонци мои најмили душички, тој говор, каде од една држава се прави друга држава со помош на меѓународен сатански фактор, кој сака да избрише Македонија како што сака да го избришат Израел затоа што е запишан во Светото Исусово писмо, приказан за славе од страна 55 времето на скрбизмот. Во Велестово бевме 2 пати. Еднаш го однесовме ЮНЕСКО, втор пат Бекета. Сепак ЮНЕСКО мина поарно. Не е лесно да се игра на полнок на сред село. Од Велестово пука поглед на Охридското езеро. Доволно високо за да се почувствуваш во високото. По представите со чашка вино, додека долу трепери во темнината големата македонска Охридска вода, лице в лице со оној кој ни го замесил сето тоа, поетот Славе Ѓорго Димовски. Ме прашува со уморените очи дали сме задоволни од доживеаното, од одсонуваното. Знам колку скрбна енергија вложил во сето тоа. Ми минуваат неговите стихови низ главата, таа августовска вечер. Темен кон лежи врз планините, или колку е страшен тој вознес, или ноќта е црна, либе Марија, ја ослушкувам трепери. И се претвори на крајот во точка, и на вистина трепери Велестово во таа поетско-театарска ноќ. И се претвара на крајот во точка, крило кое мафтајки неповратно и исчезнува на хоризонтот, како впрочем и сите ние велестовските сонувачи, исто како во песните на Славеот. Боже мој, каков прекрасен пат, напиша еднаш истиот тој Славе. 55-та страна, 5 имиња на македонската култура. Едно време мислев дека преписките со Министерството за култура ќе завземат централен дел од оваа книга. Верувајте ми, ги има доволно за да се наполнат повеќе книги. Знаете веќе како одио на господине министре, вака и вака, па потоа она и ова, па нели ви е срам, па не ви доликува како на таков интелектуалец и капацитет од човек, па вашата министерска кариера и слично. Да, театарски читатели. Беше тоа дел од борбата за останок на овој театар. Никогаш не паметам да им текнеше да речат оние кои решаваат за културата. Овие луѓе работат, дајте да им помогнеме. Ајде еднашка да им овозможиме, еднашка равноправни услови со останатите театри. Но тоа не се случи. Тоа беше отпор кон театар кој не се контролира, дека речете приватен театар. Но тоа не се случи. Секогаш моравме да се бориме со сите сили, да не заборават, да се допишуваме, да се препишуваме, да се скрбиме, да се утешуваме, да се караме, да се мириме и слично. Ете во март или април 96 го поднесовме барањето за нашата премиера според петоимениот Ѓоре на Владо Малевски. Текст прв пат игран во Горно Враневци 1949. Знаете, тој Ѓоре си ги менуваше имињата. Час се викаше Ѓорѓе Магаревич, час се кажуваше Ѓорѓи Магарев, час беше Ѓорг Магаричи, потоа стана Ѓорџо Магарезе и на крајот си дојде на своето Ѓорѓи Магаревски. Ете, скрби утеха беше единствен театар во Македонија, кому во 1996 година Министерството за култура не му одобри ниту една премиера. Сега веќе сме јули 97-та, на крајот на јуни го сретав министерот пред владините гаражи. Вети дека ќе биде работата, ни пушти 1/5 од усноветената сума. Сега со таа временска пукнатина за прв пат немам желба да ја почнам премиерата. Исто чувство има и Владо Денчов. Може би премногу време минавме чекајки и сега текстот и идејата ни изгледаат како да минале низ нас или преку нас. И колку повеќе размислувам
за темата на представата, за тој петоимениот ѓоре, се повеќе ме навасува една длабока тага која таа непочната представа ја прекршува со реалноста. Не би сакал да знам дали тоа на македонскиот народ му е пишана судбина да отплакеш нешто, например, што го правил Александар во Персија, во Индија, во Израел. Да, ѓоре има уште едно име во низата. Ѓорџ Ќорос, фондационист, финансиер, те купува со грош 2, а потоа под друга етикета те нуди во светската ризница на ентитети, на наши или нации. Така ми ти трајче, така ми ти братче, извадок од представата Кафе с која игравме на овие древни македонски простори. 57 страна Времето на скрбизмот, книга за 10 години театар скрби и утеха, за да се види каков континуитет има цензурата врз македонската култура. Пеам руска песна. Дрвенице игравме на врвот на планината, платото пред планинарскиот дом на Водно. Беше тоа 28.5.1995, мислам во 11 часот. Планинарите или публиката се испоседнаа на природната косина на карпите над бетонираното плато. Представата се отвори на падината на висината. Имаше публика 100 луѓе, во секој случај возвишено чувство. На 16.6.1995 бевме гости во Старскиот дом Злокуќани. Беше жежок јуни, под стреите на една тераса, ја игравме представата. Публиката, корисниците на домот седеа во паркот под дрвјата. Меѓу нив љубопитното лице на режисерот Бранко Ставрев, инаку во својство на селектор на Денови на Ристо Шишков, ја зема представата. Игравме за македонскиот бард кога до акму дојде политиката. Ако се исфрли она га, ќе остане коле. Нели кога некој сака да те заколе и да те коле. Мојот говор како одбрана од нападот, може би преемотивен, доби аплаус на тркалезната маса. Некој астали се со ќошиња, како во случајот со Ристо Шишков, кој го заќоши дневно политичката минливост на македонството, со дрва и камења против дрвената дрвеница, која имаше актерска фаланга, која не се плаши да заигра на тенката жица на македонското сега. И пеам руска песна, пазете, која во суштина е македонска, по силата на јазикот на Кирил и Методија, солунците македонците, ова значи од 88 до 98, исто е актуелен момент. 57 страница Времето на скрбизмот, за некултурата на Министерството за култура. Деновиве така тарашкајки по весниците прочитав написи тоа културен, дека таму некаде во Германијата ќе има манифестација Денови на македонската културна алтернатива. Читам така од време на време по весниците, таму прочитав дека во Германија ќе патуваат 3 театарски представи од таа алтернативата. Едната представа е од културната институција на Министерот за култура, другата представа од човек близок на Министерот на култура, од театарската група која се појави година, две наназад има реализирано 2 предпремиери само. Третата представа е Тим или Тајфа, која за прв пат се собрала заедно и направиле представа. Не им се лутам јас ним. Може би по критериумот на лојалноста и балканскиот, македонскиот фамилиарен комплекс и цензурата тие на вистина се алтернатива. Но го прашувам министерот за култура и министерството му, ако веќе се селектира македонска театарска продукција на таа нивна алтернатива, мислам дека на нивото на културата редно е некој од тие белосветски селектори да му дозволи да види и представа на театарот скрби и утеха. Оти зад нас се веќе 10 години како околу нас врти културниот дожд, околу пела, па нели тоа не тера да помислиме дека националниот репертуар, кој го негува скрби и утеха, име сматок на некои институции во културата. Име рска во окото, греда во нивните очи. А каква е таа култура, граѓанска или национална, тоа прашање не го мачи германскиот селектор на Денови на македонската алтернатива. Туку си квичи во некој ходник на нашето најмило собеседниче, едно Министерство за култура, или некултура, или цензура. Нели кога не му дозволуваат на селекторот да ви го гледа креативниот труд наречен театар, најмили мои театарски читатели. И уште едно, 58 страна Времето на скрбизмот, границата меѓу утрото и денот.
3 дена на рацете носевме збрана. 3 дена траеше снимањето на материјалот. Никола Текалајчевски таков како што го дал Господ со својот скрбизам за македонските состојби. Немаше некој посебно сценарио или синопсис. Снимањето течеше спонтано по некој древен инстинкт, сцени од скрби и утеха. Само повторивме дел од секојдневната театарска реалност на скрби и утеха. Така се викаше документарниот филм Утеха или скрб. И заврши снимањето, и заврши монтирањето на материјалот. И мина еден период и не отиде на програмата на македонската телевизија. Може би така било пишано, да одседи тој мал голем документарец да стаса како виното. Потоа го сретнав директорот на МТВ на платото пред театарот Пирамида, белиот каменен Рит Мната, инако мој школски другар од гимназиските денови. Го замолив две работи. Едната беше вработувањето на Владо Денчов, кога го избрка од Кумановски театар, кога го затвора. Другата беше документарниот филм Утеха или скрб. Владо Денчов се уште не е вработен за постојано, а документарниот филм се појави на програмата после некое време. Имаше во него некои сцени споменикот пред ЦК, Централен комитет, со црквата, со химната и така натаму, драги театарски читатели, а Македонија е демократска земја, денеска би рекол земја на Исус Христос, кој е цар на македонците, бидејќи не запишал и именувал. Премиерата на филмот одеше на МТВ точно во 23 часот и 35 минути. Беше еден македонски октомври. И бидна и тоа случување. Утредента, некаде на границата, кога утрото го пречекува денот, пукна бомба на улицата Маршал Тито, која медиумите ни ја прикажаа за Македонија. Се сеќавате за атентатот на председателот на Македонија, Киро Глигоров. Беше тоа ден после емитувањето на Утеха или скрб. Штом помислам на документарниот филм, на ум ми иде молбата кон школскиот другар и границата на утрото и денот, еден македонски октомври. Сега веќе сум сигурен дека сето тоа е дел од Утеха или скрб, кој беше сниман 3 дена со огромна љубов и посвета. Скрбиме понатаму, драги театарски читатели. Значи, ја озвучувам оваа книга за 10 години. Скрби утеха, издадена 1998 година, која покажува уште тогаш каков континуитет, каков жесток притисок имало врз македонската култура, денеска материализирана 22, кога Македонија влегува да се подели разграби од незнабожци, од сатанска збирштина, од кукурајкови лажговци, трчи лажевци, со некакви албанско-бугарски соодноси, натосани европејци и друго. Македонија е жива додека е жива македонската култура. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.